Врз основа на членовите 150 и 151 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, на предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за установите, го поднесуваме следниот амандман. Членот 1 се менува и гласи: во Законот за установите, членот 42 се менува и гласи: ако со друг закон поинаку не е определено, органот на управување на установата го сочинуваат представници на основачот и најмалку 1/3 од членовите, представници на стручниот орган, доколку со закон е утврдено да се формира таков орган на установата. Органот на управување на установата има најмалку 3, а најмногу 9 члена. За член на органот на управување на установата може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови: е државјанин на Република Македонија, има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен 7/1 степен образование во соодветната област, нема засновано работен однос во установата, освен представниците на стручниот орган. Во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност и не бил член во орган на управување или носител на раководна функција кога установата од јавен интерес престанала со стечај. Покрај општите услови од ставот 3 на овој член, членовите на органот на управување во установата, избрани од основачот, треба да имаат и соодветно работно искуство, и тоа најмалку еден член на органот на управување треба да има најмалку 5 години работно искуство од областа на дејноста на јавната установа, согласно националната класификација на дејностите, публикувана од страна на Државниот завод статистика. Најмалку еден член на органот на управување треба да има најмалку 3 години работно искуство од областа на финансиското работење и најмалку еден член на органот на управување треба да има најмалку 3 години работно искуство од областа на правните работи. Бројот, составот, начинот на избор на членовите, траењето на мандат, надлежноста и начинот на одлучувањето на органот на управување во установата поблиску се уредуваат со закон, одлука и статутот на установата. Органот на управување на јавната установа има најмалку 3, а најмногу 5 члена именувани од страна на основачот. За член на органот на управување на јавната установа може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови: е државјанин на Република Македонија, има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен 7/1 степен образование во соодветната област, нема засновано работен однос во јавната установа, во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност и не бил член во орган на управување или носител на раководна функција кога установа од јавен интерес престанала со стечај. Покрај општите услови од ставот 7 на овој член, членовите на органот на управување во јавната установа, избрани од основачот, треба да имаат и соодветно работно искуство, и тоа: најмалку еден член на органот на управување треба да има најмалку 5 години работно искуство од областа на дејноста на јавната установа, согласно националната класификација на дејностите, публикувана од страна на Државниот завод за статистика. Најмалку еден член на органот на управување треба да има најмалку 3 години работно искуство од областа на финансиското работење и најмалку еден член на органот на управување треба да има најмалку 3 години работно искуство од областа на правните работи. Бројот, составот, начинот на избор на членовите, траењето на мандатот, надлежноста и начинот на одлучувањето на органот на управување во јавната установа поблиску се уредуваат со закон, одлука и статутот на установата. Овој амандман се предлага со цел утврдување на критериуми за избор на членови во органот на управување на установата или јавната установа. Дополнително се додава критериум лице кое било член на органот на управување и раководно лице во установата од јавен интерес, која престанала со стечај, да не може да биде член на органот на управување во установата или јавната установа. Ви благодарам.